Мите во повеќе, значи 36 години Да. си заедно со музика и како велат оние кои што те познаваат, 15 години беше познат како Мите Архангел, па потоа стана Мите Тралала. Да, Да. да. Од 81 почнав многу млад, на своја 12 годишна возраст, ама активно да се бавам со музика. Тоа време беше бендот Цилиндар, групата Цилиндар. Како беше, како влезе во А тоа? многу беше волшебно тоа, како е Волшебство. волшебно, да, на што туку почнат како музичар. Јас сум по инструмент бубнар, и со постари беа од мене Пепи Ренџов, Војо Јанков и Ристо Самарџиев, бевме во исто школа во Карпов 4 и некако така јас почнав во школскиот оркестар уште од второ одделение. И цело време бубњеви беше тоа што Да, што да. ти залупаѓаше, да. Да, на бубњеви и направивме, се сретнавме еднаш, и школово се знаевме кој што свири и направивме група, се договоривме да направиме група, најдовме простор во Пионерскиот дом во Карпов, таму имаше опрема, имаше просторија за вежбање и од таму почна една приказна која до крајот направи еден сериозен успех за тоа за тоа време. Ние не пратија како представници на Македонија, учествувавме на тогаш многу познатата и важна гитаријада, заедничарска гитаријада, кој ден денес трае, собира по 50.000 луѓе. И 81 година бевме првиот македонски бенд што го освоил првото место. Значи од почеток имаше успех. Таа приказна траеше едно 2-3 години со над едно 200-300 Како беше, концерти. може ли во Заечар, како беше прво? Колку публика имаше тогаш? Ма имаше многу публика. Тоа беше сериозна гитаријада, имаше... Тие прв пат на сцена, таква сцена, Да, со ние толку на многу прв пат публика? сцена, да, на таква сцена и магично. Тоа беше дури на самиот старт на нашата кариера и го освоивме првото место што не ни беше ни јасно што се случува. Дури така и не, како да кажам, на крај не изигра, пошто А ви изигра? не изигра на тема на првото место во Заечар носеше договор за плоча и парична награда, а нас, пошто бевме деца, јас бев 12, другите беа по 16 години, ми рекоа, идите кучи ви децо, ми ćemo вас се јавите, идите дома, се ќе биде и така. Но, еве ден денес пред некој ден ја најдов плакетата, на рака напишана прво место Заечар, ме контактира, годинава е 50 годишнина, мислам, на таа гитаријада ќе прават некаков лексикон, Ама значи не ви се јавија за да ви дадат награда и така натаму? Да, али ние наставивме да редиме успеси понатаму. Свиревме на еден огромен фестивал во Белград, после тоа со Iron Maiden, Бело дугме, 50.000 души, имаше пар пати свиревме исто на заеднички свирки со Бело дугме, со Игле Чорба. Значи на 12? Самостоен, самостојни концерти имавме и во Загреб, во култни места, свиревме од патување со авиони, скапи хотели, големи сцени до истата недела до настапи на работни акции во сред Босна со патување 2 дена. Мене ден денес не ми е јасно како моите родители на толкава да патувам со возови, али тоа е мојата приказна. Да. 12 годишно дете, знаевте ли тогаш дека тоа е музиката, изборот Па предпоставувам, да. Предпоставувам дека Ништо знаат. друго не ме интересираше, него бев посветен. Што значеше тоа не ме интересираше? Цел ден значеше на бубњеви и толку? Да, цел ден. Од сабајле станување до 6 сат, тивко со метлици, моите ми ги купија моите први бубњеви од тој период и за да не галамам во стан, нели? Прво со метлици и понатаму така. Се развиваше тоа целото, бев тотално посветен на тоа и само ако си таков посветен со таков жар приоѓаш на тие работи, можеш да очекуваш успех, но ден денес кога влегувам во проект, влегувам со ист ентузијазам, со иста мисла, со таква љубов и енергија и не знаеш дали ќе успееш, што е тоа што дали ќе успее некој да ми кажеше после 35 години дека исто ќе размислувам за леле. Ние тогаш мислевме дека ако снимиш плоча, готово си го свил. тоа е крај на светот. Мислам тоа е. Тоа
имам своји идоли. Тоа зборувам дека дали треба децата да имаат воопшто сите ние кои што почнуваме во некоја област, особено музиката, да имаат свои идоли, па без тие тоа ќе те ништо. однесат некаде, Да, не знам. да. Кои беа твоите? Па моја прва плоча беше случајно или не случајно Били Колом, еден од најдобрите бубњари во тоа време. Прво па машко како? Прво па машко, да. И мојот постар брат Пеце, кој е исто гитариста, он ме повлече со неговите другари и какво и слушање на плочи и мои идоли беа тогаш рок-н-рол бендовите. Stones, Police, Цепелин. Таква музика, растев таква музика слушав. Од македонските беа Лепи Сол, беше Бело дугме, потоа Азара, ЕКВ и така натаму. И многу е важно, предпоставувам за сите кои идоли ги имаш, каква музика слушаш, дека тоа те оформува, нивните животни патишта ти даваат некакви назнаки што понатаму, да видиш што е добро, што е лошо. Имаше еден концерт во Велес и бубњарот нивни Зоки Крива отиде во војска, не беше тука. А тоа беше пред снимање на првиот албум и требаше бубњари, ми се јавија дал би бил заинтересиран да дојдам со нив да свирам на тој концерт. Концертот пројде со една проба и со една проба се свират 10 песни. И втората проба беше во автобусот патувајќи од Скопје према Тито Велес тогаш. Добро. И концертот пројде супер, мислам стварно беше така и така тргна нашата соработка, која траеше едно 15 години. Да. И во 15 години исто така, нели, ќе зборуваме само за успеси кои што ги рече Архангел. Како е да се биде дел од бенд, па потоа и бендови, нели, во кој што се бил кој што некако така како да им е тоа некако оставено или не знам како тоа природно доаѓа или веројатно толку многу треба да влезеш во сето тоа, толку многу треба да сакаш, треба да го исклучиво човек може да го мотивираш да работи нешто ако му се допаѓа тоа. Ако не ти се допаѓа, ако немаш мотивација, онда џабе е се. Онда работиш под притисок, не го даваш, гледаш што побрзо да завршиш. А мотивацијата претпоставам за секој музичар е публика, музиката, добро. Само создавањето. Добро. Лично, ако она што го правиш те возбудува, го мислиш и кога не работиш, онда е тоа она што жарот што те тера да едва чекаш да отидеш на проба или на концерт. Концертите се посебна приказна. Тоа е она енергија која еден адреналин кој, што знам, не може да се опише на оние луѓе што не го доживеале. Кој доживеале, предпоставам, во други прилики на нешто кој се возбудат, али поготово не некогаш мене рецимо генерално големите концерти прават возбуда, ама е енергијата, значи кога свириш пред 10-20 илјади луѓе, многу се големи сцените, публиката е далеку, има светло во очи и не гледаш никого. Не гледаш никого и јас никогаш не сум ги сакал големите бини. Јас сега и последно време стално сугерирам со бендовите кои свириме да сме на куп. Тука енергијата меѓу нас, без разлика колку е голема бината, пошто еден од големите концерти антологиски што беше на Архангел 12 децембар 98 промоција на Ибер Македоничен, која беше бината беше огромна. Гино ми беше на едно 10 метара од мене, Джоле лего 10 метара, ристо напред мене го гледа. Така да свири сам со монитори. И онда е тоа малку другачија. Оние помали свирки кај што ти е под публиката тука пред тебе е некако повозбудливи и понеоптеретен си и така. Тоа е лична приказна моја. Порано немаше тоа, или седнеш да свириш, пошто не може да ти се ископира првиот дел. А денес свират сите 90% сега. Голем дел свират со една мисла од позади, ако сгрешам, ќе го земам првиот тейк од таквото. Во една соработка со Владко Стефановски, мој драг пријател и соработник, он стално ме викаше: немој да ме лепиш, барам голден тейк, значи, да истече мислата од почеток до крај. Тоа луѓето можда не знаат да го објаснат, ама го чувствуваат. Друго е да земете, вие сега ќе седнеш, одсвириш од 3 минути
20 секунди добри, а 2 минути и 40 Лоши. секунди Така. така, па онда ќе седнам јас, па ќе те isproduciram, па ќе биде фейк, али ќе биде добро. Зависи и од музиката, но мислам дека музиката е уметност, тоа е секоја уметност е чувство. Или ги придобиваш луѓето, не знаат да ти објаснат зошто е тоа така, или ги придобиваш, или викаат, окей, е добре, или го отфрла одма. Кажал вака дека има два типа на музика, забавна и И досадна. досадно. Се уште исто. Па тоа се на Тоа е тоа. да, тоа се надоврзува на чувството. Така, да. Или ќе те плени, или ќе ти е досадно. Добра, ама Тоа дали мо- тоа го знаат луѓето кои што почнуваат да се занимаваат со музика или можеби мислат на тоа Не е важно, јас- дека може се да се залепи, Ако да се среди, тргнеш, да. ако тргнеш со мисла, морам да направам нешто успешно комерцијално, онда тоа е, мислам дека е фейк. Осим ако мислате и таквото ти е во Тие тој тип во на тој така. тој дух сега, топ музика или не. Али ако е така, па онда нема да имаме други некомерцијални музики, нема да имаме, не знам, джез, алтернатива или Така. дел од авангарда, класична музика. Јас во последниве проекти што ги работам, например со Темпера, е no compromise, го викаме тоа. Работиме она што го чувствуваме. Она што ни сака Како душата. ќе го најде патот тоа до луѓето што ги каде што го презентираме, тоа е више друга работа. Но нема компромис со тоа. Немам компромис со Ако- публиката или со она што таа Да. сака да го чуе. Така никак. Да. Прво да направиме она на што не прави Нашата среќни, инспирација да излезе. нашата инспирација. Да не правиме ова мене ми се свиѓа, ама ова Не се знам дали прави ги се свија на вака. публиката, така? Има некои тертипи на што се мисли како тоа да се спакува, тоа е продукцијска работа, да офати поише луѓе, но ако земеме по некои нормативи, слушнете го последниот албум на Ник Кейв, какво чувство носи тој, тоа не е комерцијална музика, ама тоа е порака. Или сега зборувам за алтернативни, можда публикава која не гледа не знае кој е Ник Кейв или знае, не е ни важно, но мислам дека правиот пат е ако работиш искрено, Добро. имаш Тоа е некакво чувство, немој да го скратуваш тоа за да бидеш комерцијален. Можеш да станеш некогаш досаден. Луѓе некогаш не ги препознаваат работите, мислат дека е во електронската музика, техното пример, дека е тоа многу, зборам за врвното сега, не дека е многу тоа едноставно да го направиш, ќе ставиме едно ритам машинче, тука вако, ама тоа има таква, ако ја запознаеш продукцијата на тоа, рецимо тоа е тип на музика која се базира исклучиво на саунд. Ако тамо нема хармонија, има грув, има саунд. Ако го немаш него, не си направил ништо, можда до после Толесковац ќе те разберат по наши стандарди овдека, А потоа? а потоа ќе те гледаат Попреку. попреку така малку Како? со насмевка. Како? Затоа биди искрен, прави го она што го знаеш најдобро и нема да си досаден, претпоставувам. Ако да прашам зошто заврши приказната Архангел, веројатно многу често си го Па одговорил мислам тоа дека прашање. дојде време да. Дојде време да Дојде време за пауза. човек мора да е продуктивен. Така е мојата мисла. И искрен пред себе си, веројатно. искрен така? пред себе си и да биде продуктивен. Ако не си продуктивен, џабе носиш музика во себе, џабе носиш или било што во себе, ако тоа не го финализираш, да го финализираш и да го тргнеш настрана. Со таа енергија и мисла што си имал во тој момент. Да. Утредента е нешто ново. Кога престанавме да твориме со Архангел, како бенд, Да. кога престанавме да твориме, да бидеме продуктивни, мислам дека дојде времето таа приказна да заврши. Во она екипа во која работевме ние. Јас, Гино, Перо, Ристо и Џоле. Ристо последните време. После тоа се реприза, се без чисто одработување на нештата. Не нешто ново. Нема. Јас го напуштив Архангел 2005-та. Со последниот, со промоцијата на концертот на последниот албум, Небесна машина.
пројдоа време, пројде време, не видовме ништо ново и мислев дека доволно кажавме, доволно дадов од себе, во таа приказна, и мислев дека е паметно да тоа приказна се затвори, да утре оставиме простор ако има некаква енергија, но тоа не се случи така. И отидов по свој пат. Так. Сеќавам на една интересна приказна за твојот дедо Митан, Да. во кој си го довел името, нели? Тој ти оставил во наследство еден ковчег, кој што го има на албумот на Митан, на на Митан. тројката, Да. Ама тој ковчег вистински, велиш, пропатувал низ целиот свет. И сега каков е тој аманет кој што ти го остава некој чие што име носиш, каков е на плеки тоа дека треба да се одложиш сега или твојата музика и сето она што го создаваш треба да допре до целиот свет, условно. Тоа беше електроакустика, модерни аранжмани, со цитати од песните, со цитати од мои, со цитати од луѓе што го работев тој проект и неочекувано постигна голем успех. Митан стартуваше како проект, тој проект, пред едно 7 години, мислам дека беше. Луѓето можда не го познават името Митан, ама ја препознават сигурно музиката. Таа музика ден денес да во еден период кај да влезиш во било кој ресторан, кафана или кафич во Македонија свиреш. Се дофрли многу далеку низ Југославија, огромен тираж се продаде од тој Македонски рози, првиот албум, во Србија, Хрватска, Босна, патуваше сегде низ светот, отиде до преку чудни патишта си најде тој албум, до Аргентина, Америка, огромен тираж и мислам дека ми беше мотив, мене постигнав успех многу со тоа, као што беше со Архангел во оваа музика, така и со Митан направив еден... Во некоја друга област, сосем друга. Значи не бев досаден, бев забавен, иако беше тоа многу лежерна музика. И таа идеја како да го крстам тој проект, мене стално ми е проблем со тие имиња, како да го крстам. Мене студиово Тралала ми се вика. Тралала се вика ради... Знаеш како настана тоа? Не викна на некој интервју негде, не знам каде беше. И како се вика студиото? Како се вика студиото, вечерта мислев како да го крстам, вика ќе го крстам Тралала. Сегде на светот, сегде на светот е Тралала. Стално се сеќавам за тоа Тралала. Работев со една сериозна, многу голема компанија во Германија. Работевме еден проект Gypsy Queens се викаше, тоа е светска компанија германска и имаше од неколку континенти пејачки познати многу, од кај нас беше Есма Раджепова и Джансе Вердалипова. Јас го продуцирав македонскиот дел. Тоа беше една едиција повеќе CD-а и германска компанија вика како да напишеме, викам Тралала, леле немој. Тоа во Германија тоа страшно нешто. Викам пиши ти Тралала. Сега како? Што е во Германија тоа Тралала? А не знам нешто синоним за нешто зезање. Вика бе ова не е сериозно. Бе викам успех е кога пошто денеска е нас бар во Македонија ако кажеш дека е музичкиот дел продуциран во Тралала студио, тоа рекао синоним за квалитет во однос на сите овие проекти што ги имам работено овие 20 и кусур години. Добро е кога име кое е синоним за нешто лесно, Тралала, онда луѓето го прифаќаат тоа обратно, значи као синоним за квалитет. Така настана Тралала. Да, Тралала беше приказната за Митан. За Митан. Да, Митан е мојот дедо, на татко ми татко. Како сито тоа време тргнал да си бара среќата и лебот околу светот. Има патувано од Битола, од таму потекнува, преку Австралија, преку Америка, назад кај нас, тоа е една приказна, со тој ковчег кој ми падна мене во наследство, кој го ставив како синоним на третиот албум на Митан на омотот. Како патувал Митан со својот ковчег, така патува музиката на внук му по светот, предпоставувам.